Како разговорите во Белата куќа, министерот за одбрана на Македонија беше во Пентагон. Таму се сретна со заменик секретарот за одбрана на САД Гордон Ингланд. Извештај на Јане Бојаджиевски. Коњановски изразил благодарност од Македонија за поддршката што Соединетите Американски држави ја даваат на земјата кон целосна НАТО интеграција, како и за помошта во реформите од областа на одбраната. Коњановски го уверил Ингланд дека Македонија продолжува на тој пат. Кажавме дека сме спремни заедно со американските војници, со сите НАТО партнери да учествуваме секаде каде што треба да се справиме со тероризмот, со најголемото човечко зло, каде што треба да учествуваме во глобалните мировни процеси. Разговорите биле и за состојбите во Косово и распоредувањето на силите на ЕУЛЕКС. На домакинот, министерот Коњановски му пренел дека Република Македонија будно ќе ја следи состојбата на незината граница со Косово. На прашање на Гласот на Америка дали станало збор за можноста за зголемување на бројот на македонски мировници во мисијата ИСАФ во Авганистан, Коњановски рече. Отворивме и таа дискусија и во исто време прво господинот Гордон Ингланд се заблагодари за нашето учество во Ирак, затоа што бевме дел од една успешна мисија. Нашите војници пред 2 дена се вратија од успешно завршената мисија во Ирак. Успешноста ја оценивме по фактот дека навистина во последно време се зголемуваат инвестициите, странските инвестиции во Ирак, што е доказ дека делувавме да се сочува мирот и да јакнат институциите во Ирак. Онака што заедно делувавме во Ирак, спремни сме да продолжиме тоа да го правиме и на други места во светот, вклучително и во Авганистан. На средбата во Пентагон било изразено уверување дека новата американска администрација на новоизбраниот американски претседател Барак Обама и натаму ќе ја поддржува евроинтеграцијата на Македонија, особено нејзиното членство во НАТО. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Пентагон.